почитувани медиуми, почитуван председател на владата Зоран Заев, почитуван градоначелник на општина Кочани Никол Чилиев, почитуван министер за локална самоуправа Горан Милевски. Исклучително ми е важно што денеска во оваа посета на општина Кочани сме и на Пониква со цел да ги видиме туристичките капацитети и можности на општина Кочани, на Пониква и на целиот источен регион. За да имаме добро развиен туризам, за да имаме туристи, за да имаме развој на овој регион, исклучително важно е да имаме квалитетна патна инфраструктура до овој ски центар во источниот дел од државата. Токму поради ова е рехабилитиран целосно овој регионален пат од Кочани до Пониква со должина од 19,4 километри и вредност од околу 2 милиони евра. Морам да истакнам дека со овој зафат решаваме големо прашање и голем проблем, бидејќи овој патен правец не бил рехабилитиран 40 години од неговата изградба досега. Со ова покажуваме дека не само декларативно, туку оваа влада суштински се зафаќа и еден од главните и клучни приоритети е решавањето на инфраструктурните прашања и проблеми на целата држава. Токму поради тоа во нашиот план 21 инфраструктурата е на високо место на нашата владина агенда. Морам да истакнам дека целиот овој регион се гради и веќе голем дел од патната мрежа е рехабилитирана и реконструирана. Се гради првиот експресен пат во овој источен дел од државата, од Штип до Кочани, се рехабилитираше обиколница Кочани, се рехабилитираше и целиот пат од Кочани до Македонска Каменица и до Делчево и до самата граница со Бугарија до Звегор. Ова покажува дека имаме исклучително важно значење и даваме приоритет на поврзувањето на регионот, даваме приоритет на поврзувањето со нашите соседи и овде во целиот источен регион инвестициите на владата во патната инфраструктура се 52 милиони евра. Со ова инвестираме и во туризмот, инвестираме и во добрососедството, но инвестираме и во поквалитетен живот на граѓаните и во безбедност на граѓаните кога се движат по нашите македонски патишта. Продолжуваме понатаму со силна динамика да ги реализираме нашите инфраструктурни планови и проекти со цел поквалитетна инфраструктура за сите наши граѓани. Ви благодарам.